Работам на проект кај што главната, суштина е хумор, за К15. Ја и во мојата музика многу користам хумор, сатира. И Бранко вика: "Даве да се утепавме од смеење на твојата музика." Прв концерт ваков што работев беше со Дерик Меј. Тоа бреме и тоа чувство на измислен елитизам дека кога се оди во филхармонија мора да се има лептир машна и дека мора не знам како да се чувствува. За мене музиката е основен културен, културолошки, социолошки израз. Симфонискиот оркестар како звучен апарат е навистина фасцинантен, бидејќи има неверојатен спектар на музички бои, така се ги викам јас. Мислам, ја не имав појма дека ќе учам музичка школа, јас сакам да бидам доктор. Музиката е лек, единствен вистински лек. За душата. За душата, па да. Ние сме зависни од размена на енергија. Публиката е гладна за убави случувања. Ако е ова популарност, да уживам во овој момент, така. Авиобилет за европска дестинација ќе добие еден од вас, а се што треба да направите е да ги пишете во коментар омилените говорници и европската дестинација која сакате да ја посетите. Доколку ви се допаѓа што го врти светот, стиснете subscribe и лайк. Джија Немин, што го врти светот? Светот го врти желбата. Или можеби меракот, или во поново време тоа се вика амбиција. И мислам дека ако се стигне до моментот на постигнување среќа, тоа сигурно го врти светот со гаранција. Мислам и пошто е тоа нешто што е недофатливо. Добро, супер прв одговор. Сега ќе ти поставам кратки прашања, дај ми краток одговор, тоа или тоа. К15 или Бамберг? К15. Добро. Ова тазе за тоа што сме после уште со тие емоции, веројатно. Не, К15 е неповторливо. Бамберг може да се повтори пак, ама К15 нема да се повтори. Мислам, таа група на луѓе и таа енергија. Да. Јас исто мислам. Баше неповторливо. Инструмент или диригирање? Диригирање. Добро. И дали е талент или работа? Микс. Невозможно едното без другото. Џабе талентиран ако не работи, значи. И џабе да се убиеш од работа ако немаш талент. Добро, интересно. Само што веќе го спомнавме К15, само што се случија овие настапи. Кратко пред тоа имаше настапи тука во филхармонија, имавме гости од Франција со кои што заедно настапивме. После тоа во Германија, во Бамберг. Како ги поврзуваш сите овие работи? Раскажи ми како успеваш да бидеш и на К15 и да настапиш со сосема друга музика. Не знам, тоа ми е работа. Освен тоа. Станува во одреден момент, можеби од логистички аспект, од аспект на организација, семејна организација, можеби станува покомплексно. Меѓутоа, моето семејство ме поддржува постојано и порано и мајка ми и татко ми ме поддржува во моите играња, а сега и најтесното семејство ме поддржуваат и имам доволно, можеби и премногу простор да можам да си играм, да се зезам, така да тоа е основниот аспект како уствари успевам да стигнам и оваму и онаму. Од филозофски аспект супер ми е да ги правам сите работи, баш ми е убаво и сум благодарен што имам прилика воопшто да се занимавам со ваква работа, а не па да бидам дел од вакви, за мене, супер проекти. И проектот со Пиер беше фантастичен, кај што свиравме одлична музика, избрани дела од 50-тите до 70-тите години, од прекрасни композитори и аранжери. Во Бамберг свиравме нешто сосема друго, спој на класична музика со електронска музика. Да, тоа сигурно било добро, баш звучи вака интересно. Беше супер, мислам, за мене можеби тоа беше една од најдобрите продукции до сега од аспект на квалитет и од аспект на изведба и беше стварно доживување. К15 на крајот е фантастично, бидејќи ние сите пораснавме со К15, се присетивме на средношколските денови и на дружбите што ги имавме тоа време, поготово со Васко во Виктор и Викторија. И исто така и со Бранко. И
супер дешавања, не знам што да кажам, само суперлативи, тоа се тројца генијалци, можам така да ги кажам слободно, кои што успеваат да ги гледаат работите на едно супер високо интелектуално ниво, а сепак да го приземат на ниво на секој еден обичен гледач или слушател, да може да ја разбере и да ужива во пораката која што ја праќаат, а пораката е навистина сериозна секогаш. Да, и често се случуваат баш промени во размислување, затоа што некој успел преку хумор да пренесе некоја моќна порака. И преку музика, нормално. Да, секако, кратка аналогија, можеби не е за споредба, бидејќи ние работевме со Рамбо Амадеус концерт. Рамбо Амадеус од прилика го прави истото, кај што успева на еден супер високо интелектуален, саркастичен и сатиричен хумор да си пее песни и да сите да ги ремети, буквално од прв до последен, и сите да се радуваат и сите да се смеат на тоа. И сите да го сакаат и да ја прифатат. И сите да го сакаат. Критиката. Тоа е навистина супер високо ниво. Да, исто апсолутно се сложувам за тоа и сум огромен фан и на секако К15 и на Рамбо Амадеус, и ти некако се вклопуваш веројатно со хуморот во ова. Има ли хумор во музиката, затоа што знаеш помеѓу често кога диригираш, кога се представувавте и во филхармонија и слично, да си кажеш нешто плюс па да ја насмееш публиката. Значи, хуморот може да се смести и во филхармонија. Хумор, пред некој ден имавме некој муабет со Бранко и баш некакво интервју беше и на муабетот дека ете јас сум драго ми е што имам работам на проект кај што главната, нели, суштина е хумор, нели, за К15. И Бранко вика, да бе, да. И ја му викам, ја и во мојата музика многу користам хумор, сатира. И Бранко вика, да бе, да, се утепавме од смеење на твојата музика. И јас мислам, бар си се надевам дека имам смешки во мојата музика. Сигурно имам, мислам, јас си се радувам на тоа. Сега, тоа се можеби музички шали кои што можеби повеќе им значат на музичарите. Меѓутоа има и луѓе кои што знаат да ја приметат таа, да кажам, лесна смешка. Имаме една композиција што се вика Фалцер, например. И е баш пародија на виенските валцери. Фалц валцер. Во тоа време многу свирев, мислам, кога свирев во филхармонија, тие новогодишни концерти кога се прават, нели, таму се свират валцери, цел концерт валцери и полки. И претпоставувам имав проблеми, некакви трауми ми се развија и морав да се излечам и си направив една композиција Фалцер, која што тоа време ја свиревме со Жлус, па после ја снимивме и со оркестар. Така да тоа е навистина хумористична композиција. Да. И така да има хумор сега, кој ќе разбере. Другите ќе си уживаат во музика. Има ли разлика помеѓу публиката, затоа што нели ние гледаме од оваа страна, ти веројатно секогаш си ни тој, ама ти гледаш различни публики што доаѓаат на комплетно различни настани, не само македонска публика, и европска и слично. Дали има разлика или кога ќе почне музиката веќе сите тука се исти некако? Уживаат или не уживаат? Па, не можам баш да кажам како се чувствува публиката на концертите. Да, бидејќи не ги гледам. Меѓутоа можам да споредам какви се реакциите после одредена композиција или на крај на концерт. Можам да кажам дека во Европа или во светот дека концертите се на крај добиваме огромни аплаузи. Огромни аплаузи кои што траат многу долго. Конкретно во Бамберг имавме повеќе од 10 минути стоечка овација со аплаузи, мислам. Кај нас и јас мислам го немам тоа 10 минути да аплаудирам некому, што и да се случи, едноставно рацете ќе почнат да ме болат. Да. А публиката во Европа, тоа истото се случи и во Луксембург. Измеѓу композициите имавме долги аплаузи, огромни и долги. Тоа кај нас не се случува. Може би ќе почне да се случува, затоа што сега имаме, да кажеме, не знам колку години е филхармонија, некои 15 на години, која година точно беше новиот објект направен? А пред 8-9 години. 8-9 години, да. Значи пак сме тазе, предходно
не се свираше барем во таква сала, ако ништо друго. Сега некако пак и култура се прави на одење во филхармонија. Се надевам дека социјалните мрежи ќе помогнат во тоа, ама не сум сигурна колку во таа насока ќе биде, да се потсетат луѓе кои што може никогаш до тогаш не биле во филхармонија за прв пат да дојдат и да слушнат нешто. Па, овој проект конкретно што го правевме заедно со Франческо Тристано и со Бамбергер Симфоникер, тоа е спој на класична музика и полека се така оди концертот, почнуваме со Бах, па свириме една музика што е класична амбиентална, па полека се вметуваат електронски елементи за да крајна завршиме со стварно електро симфониски звук. Идејата за да се направи вакво нешто, мислам прв концерт ваков што работев беше со Дерик Меј, кој што го инициираше Огнен Узуновски Оги. И тогашната... Го памтам тоа и колешката кога зборувавме за да те поканиме, тоа ни беше една од како главните мотивации, да кажеме, затоа што не вика многу беше добро. Супер, баш ми е добро. И идејата на Оги во тоа време, кој што јас ја поддржав 100%, беше и така излезе и на крајот, дека на тој концерт ќе дојдат луѓе кои што никогаш не биле на симфониски концерт, а исто така луѓе ќе дојдат кои што никогаш не биле на електронска музика да слушаат на некоја журка. Така да тоа беше таков еден спој. А во тој период, односно и по тој период, со филхармонија имавме многу такви слични хибридни настани, не со електронска музика, меѓутоа со рок, со поп, со цртани филмови, филмска музика во градскиот парк во Скопје. Да, се прекрасно. И публиката, мислам дека тие такви настани многу помогнаа за публиката да може да им падне тоа бреме и тоа чувство на измислен елитизам дека кога се оди во филхармонија мора да се има лептир машна и дека мора не знам како да се чувствуваат. Така им стана музиката многу поблиска и дека во одреден период салите во филхармонија, бар до пред некој време, беа навистина полни. Така да сега е малку друга ситуацијата, Зошто? ама Топло е надвор или не доаѓаат луѓе доволно? Зошто не се сега пополни? Не знам, може би заради некои други ситуации. Може би. Да. Меѓутоа, јас, например, најголемата заблуда за мене е дека во филхармонија, ако одите на концерт, вас некогаш ќе ви биде досадно. Најчесто никогаш не е досадно ни една секунда. Барем неколку пати јас кога сум отишла, било секој музичар некако прави да е интересно, уште помалку на концерти како вашите, каде што има малку, нели, баш джез се слуша и слично. И мене ми е секогаш интересно зошто, например, македонците треба да одат во филхармонија и да слушаат джез. Многу интересна паралела ми направи еден близок кој што се занимава со музика, вика па нашата народна музика е многу блиску до джезот затоа што е многу слободна, нели, доаѓа од опресија, исто джезот доаѓа од луѓе кои што биле на еден или друг начин опресирани, често музиката ти е единствен излез да се ослободиш. Така да има ли некоја допирна точка народната музика македонска, нели, и она што е зурли, тапани и слично со джез музиката? Како нема, има максимално има. За мене музиката е основен културолошки, социолошки израз. Така го гледам тоа. Филхармонијата, симфонискиот оркестар како звучен апарат е навистина фасцинантен, бидејќи има неверојатен спектар на музички бои, така се ги викам јас. Има гудачки ансамбл, кој што е огромен, 40-50 музичари, виолини, виоличела, баси. Потоа имаме дрвени дувачи, флејти, обои, кларинети, фаготи, кои што сите произведуваат некаков тип на боја. И потоа брасот, нели, труби, хорни, тромбони, дополнително перкуси, тимпани, глокеншпил, вибрафон, ксилофон, харфа, челести и така натаму, може и хор да има. И тоа е навистина едно богатство од звуци, кој што кога се слуша во живо, чувството е неверојатно, бидејќи ако се спојат одредени ликвоти, се викаат тие, ликвотниот низ на секој тон, се случува како да Господ се спушта од небото и вака ќе не погали сите. Се случува навистина магија. И тоа единствено може да се доживее во живо на концерт. Како адреналин има некој
Нели кога сите заедно се Тоа дополнително моментот на тишината на публиката, кој што прави одреден фокус и пушта одредена енергија на оркестарот и оркестарот ја прима таа енергија и тука се случува размена и е фантастичен момент. Тоа е навистина една магија која што се уште не постои технологија која што тоа може да го сними. Не. Звукот може да се сними на одредена резолуција и сега нели има напредок на нивото на аудио резолуцијата, меѓутоа се уште не постои таква технологија која што ќе може да го сними тоа и да го репродуцира на исти начин како што се случува во живо. И емоцијата така да се пренесе. Тоа да не преме муаве, така да тука сме сейф од тој аспект и од ова. Апсолутно. А понатаму за џез оркестарот има друга сила, друга убавина, друга боја, друга друга енергија, различна од симфонискиот оркестар. Секако и музиката на симфониската музика и џез музиката сите ги црпат основните мотиви во фолклорот. Тоа се е тргнато, можеби џезот, нели, постои, не знам, 100 години, 100 и кусур години, нели, на сцената, во музичката историја, меѓутоа пред тоа постоел блузот. Да. Блузот пред тоа, нели, е тргнат од Африка, од опресија, од црнците, и така натаму. Исто така и музиката која што е овде кај нас, а и во цел свет, постои. Таа си се надградува цело време, нормално ќе стигне некој и ќе најде начин како тоа да го формулира, да го стави на ниво на хартија и да го представи за да можат одредена група на луѓе да го свират. Така да целата музика е поврзана, еден жив организам е и јас лично уживам и во народна музика, и уживам и во џез, уживам и во рок-н-рол, дури сакам и електромузика да се слушам некогаш ми е убаво. И добро, тоа е одлично, затоа веројатно и оваа комбинација на начини на кој што настапуваш и со каква музика и секогаш е интересно кога ќе отиде наш музичар, еве тука беше и Дино и Мери, ќе настапи со некој фолклорен елемент во странство, сите паѓаат во несвес. Мислам, тоа е стварно различно за нив. Може на ист начин како што нас ни е посебно и различно чувство да слушаме џез. Тоа е пак нечија, нели, била народна од народот музика која што ние уживаме да ја слушаме во малку подруг амбиент, така да мене ми е многу интересно тоа. Треба да направиме смена. Таму да им пратиме еден фолк оркестар во Нью Йорк да свири. И биле, така не. Ние кога одиме надвор да свириме и сега конкретно во Бамберг, една од композициите која што се вика Излет, која што е базирана на електронски бит, оркестрацијата многу потсеќа на многу фолклорни елементи од југословенскиот регион, ќе го кажам, пошто не можам да кажам дека е македонска или е српска или е босанска или турска. Така да, а јас свирам и на клавиатура на некои од композициите и си свирам, како се вика, шабанајдерски. Да. За полесно да се разбере, така да во Бамберг ние свириме музика која што доаѓа од Топана, така да Предобро. Тоа. Така и треба да биде, зашто да се ограничат работите. Па никако, ограничувањето е најлошо. Добре. На 37 години, што е многу интересно, одлучуваш дека пак ќе си се запишеш на факултет. И сега јас ова го знаев, затоа што пишувале медиумите доста за тоа како интересна одлука. И за мене е тоа доста предприемнички чекор во музиката. Значи, во ред, ова супер е, сега сакам да пробам нешто ново, нели во истата област, ама ќе се дообразувам на таа тема. И сега ми кажат дека тоа било баш во периодот кога дошле и децата и се останато околу тоа, како изгледаше тој период и како се одлучи дека на се што ти е натрупано, сега се запишуваш на факултет 4 години. Тоа беше еден магичен момент кога нели се започнува едно семејство, кога ќе се роди првото дете. И претпоставам на сите им се случува истото, ја добив наплив на енергија и фокус некако вака, многу јасно видов што треба да правам и што треба да правам во животот, односно дека осетив потреба дека морам нешто да направам, дека дојдено е време за некаква промена. Секако дека до тој момент, нели, на таа одлука да започнам пак да одам на школа да учам диригирање и оркестрација, до тој момент јас работев веќе многу
имав прилика да работам многу оркестрации за филмови, за документарни филмови, видеоигрици. И исто така работев и своја музика со најразлични бендови и групи. И во одреден момент некако малку се презасетив од свирење само хорна во оркестар, бидејќи свирев во тој период и во Белградска филхармонија како гостин прв хорнист и во еден друг проект оркестар од музичари од цела Југославија. И некако ми стана, глупаво е да кажам досадно, некако почна да ми станува тесен просторот кај што се повторува тоа што треба да го работам. Јас треба да отсвирам нешто што некој друг ќе напише. А ја сум белјаджија по природа, да кажам авантурист, сакам цело време да менувам работи, поготово во музиката. И си реков, добро, сигурно ќе дое момент во блиската иднина кога ќе се префрлам на ударни инструменти, за да имам повеќе време, за да можам да се занимавам со другиве работи поактивно. И после си реков, викам, зошто да одам позади во оркестар да свирам ударни, кога би можел, викам, да отидам напред, да станам диригент и уствари да си ја диригирам музиката која што јас ќе си ја пишувам. Одлична и одлука. Тоа беше онака би текна у еден ден, сите овие работи си ги поминав. Дополнително не спиеш затоа што добиваш дете. Кога веќе не спиеш, можеш да учиш. Така тоа е плюс. Не беше толку страшен тој период со детето. Немам проблем. Немам проблем со неспиење или со спиење, така да тоа мислам овие работи уште како дете некако мислам дека барсеа констатирам дека ми се разрешени. Кога има време за спиење, ќе спиеш, кога нема време, нема да спиеш. Нема да спиеш, апсолутно се сложам. И кога се запишав пак на факултет, нели со партитурите, ми се отвори еден и покрај тоа што јас музичар цел живот, ми се отвори еден нов свет. Онака се отворија нови димензии, нови хоризонти, нов начин на слушање на музиката, нов начин на доживување на музиката и Колку е различно кога учиш откако имаш искуство и кога учиш кога си, да кажеме, во средно и на факултет, се уште млад и без искуство. Затоа што јас имам таков момент сега дека поубаво ми е да учам, затоа што веќе знам за што учам, па што ќе истражувам, не знам, на магистарски нели често имаш слобода за да одбераш теми. Колку ти се разликуваше учењето тогаш и учењето на 37 и, например, на 17-18 години? Мислам дека тогаш во средна школа не ни учев ништо спектакуларно, дека тоа си беше еден природен процес. Мислам, ја не имав појма дека ќе учам музичко школа, ја сакав да бидам доктор, да бидам кардиохирург, сакав да бидам. Не ме примија, па отидов со другар ми да учам во АСУЦ. Една година учев во АСУЦ и татко ми кажа, не претерувај, и така се запишав во музичка. Пак од прва година. Така да си имам искуство со повторување, со враќање назад во школа. И во тоа време, не знам, не мислам дека нешто имаше некое спектакуларно учење, бидејќи самиот процес на школување музичко е преку музика и нели преку оние предмети кои што се теорија на музика, кои што некако ми беа мене нормални. Немаше некое оптоварување, дека се морам ова да научам, него нашите испити се свирење клавир, свирење хорна, нели тоа ми беше главен инструмент, или не знам, солфеш, диктат да се напише или да испееш некоја вежба, хармонија задача да се напише. Тоа некако беше природно и нормално. Тоа вака лесно го кажуваш за хармонија. Мој близок предава, знам дека е зезнат предмет, дека е малку... Се е многу зезнато. Да. Се е многу ако зезнато. не те бива зезнато. Не, и ако не се сработи нормално. Да, некои работи бара кои што работа многу. некои работи, да речеме, ако не ги разбирам, треба нели да се вложи малку интелектуален напор. Да, секако. За да се совлада. Секако. Многу ми е интересно и ова супер што го спомна твојот татко дека ти рекол, значи не си за АСУЦ, мола моди каде што имаш афинитети. Среќа што не стана кардиохирург, имаме одлични кардиохирурзи, веројатно исто така требало да си тука каде што си. Меѓутоа, твојот татко е музичар, односно
бил многу активен и во времето на Југославија, настапувал и слично, сега е интересно и минатата епизода Тања Кочовска ни беше, чии што родители исто така се музичари. Кажи ми колку тоа ти помогна или ти одмогна после во работата, затоа што родители музичари знаат да бидат доста, да бараат од своите деца повеќе, а посебно кога треба да кажеме да се докажеш во нешто што веќе татко ти бил добар, па сега да покажеш дека не е, дека си негов син, туку дека ти си нешто друго. Да, не, добар е муабетот, супер е прашањето и да, има родители музичари кои што успеваат на децата стварно да им наметнат оптоварување, психолошки притисок. Не оптоварување, како стандарди. Па тоа е оптоварување. Ако се постави стандард, мислам, стандардот не може никој друг да го постави, треба ти сам да си го поставиш. Секако дека професорите во процесот на образованието, музичко или какво и да е, секако имаат одредени стандарди кои што треба да се постигнат, меѓутоа тоа не е крајот и никогаш не бил крајот. Како паралела, татко ми, бидејќи пејач кој што пеел народна музика и композитор и си свиреше гитара. И јас како дете, нормално, земав да свирам уште од најмали години, хармоника, па малце гитарче. И од оваа перспектива сега, татко ми извршил фантастична улога во моето спремање, односно во мојот влез. Он не ни знаел може дека ќе бидам музичар. И јас исто немав појма дека ќе бидам музичар. Ама од оваа перспектива сега, начинот на кој што јас влегов во музика и начинот на кој што почнав да се занимавам со музика беше преубав. Тотално природен, без притисок, без мора ова, дај она, се ова научи го, се ова, чекај, не го правиш вака, немаше такви работи. Те земаше да свириш со него некогаш? Да, со 6 оделение почнав да свирам. Професионално. Мислам, тоа е супер за децата, особено затоа што сакаат да прават се со родителите ако може и некако кога ги тргаме вака на страна, кога правиме нешто, може би е полошо, може е подобро дојди со мене и тераме. Па да, јас се сеќам како дете и одев по кафани, по ресторани, по свирки кај што правеле не сегде. Ми беше тоа нормално и ќе заспиев на клупи на две столици, нели така. И се тоа сеќавам, било за гостите супер. Да, само капци цигари, нели тоа било порано хардкор, Да. циркози. И само ќе се разбудам пред куќа, стигнавме дома, добре. Добре, супер. Да, и мислам дека, да се навратам на темата, мислам дека тој начин на влегување во музичкиот свет, на еден природен начин, без притисок од стандардите, без притисок од писмото, на вистина мене лично од оваа гледна точка на вистина ми помогна многу, бидејќи јас кога отидов во музичка школа немав нижо музичко, на 16 години се запишав во музичка школа и после 2 месеци мене ми беше се јасно како функционира хармонија, бидејќи тоа го знаев претходно, ама го знаев на друг начин, знам која е функцијата на хармонијата, како функционира една песна, како функционира музика. И ми беше тоа многу јасно и беше одлична основа од која што понатаму ќе може да се развие нешто друго. И мојата љубопитност може би ме донела некаде на некое друго место, меѓутоа тој почеток беше навистина од оваа гледна точка, знам дека е навистина супер и им препорачувам на сите така во најраното детство музиката да им биде само игра и забава, да не им биде никако оптоварување или притисок или поставување на стандард, никако. Тоа треба да биде само игра и забава. Исто ми е интересно дека во Југославија многу често се свиреле, порано, не само во Југославија, туку порано многу често се свиреле инструменти и баш гледавме со сестра ми еден филм, главниот лик исправи се делфина, свири гитара и викаме нема проблем, сега и тренер по пливање и гитара свири и се. И сестра ми се врти и ми вика, Јована, немале тогаш Инстаграм да скролаат, морале хоби да си најдат луѓето. Дали треба да сме музичари за да било на кој начин нешто свириме, пееме, одиме на часови, одиме често на, не знам, вежбање или на психолог или на
да доучиме нешто на курсеви, зошто да не на музика? Дали мора да си професионален музичар, джија немин, за да одиш, или со таква цел, за да одиш да пееш? Например, јас по себе знам, така, па зашто да не? Ви спеси, не мора да е добро. Па не, баш така. Мислам, музиката е потреба. Така. Да. Тоа е, луѓе седат во кафана, така некој ќе почне да свири некаква музика или слуша музика и ќе му дојде, ќе стане ќе си запее, некој ќе стане ќе си заигра, така. Сироти комшиите, ама се тоа. Сега се здрави и живи, нека се приклучат. Така да и по дома нели си пеат луѓето, јас си пеам исто по дома, си пуштам музика, некоја си пеам, нели туширање и сите тие работи. Така да не е неопходно човек да се занимава, да има амбиција и цел дека мора да се занимава професионално со музика, за да може да ужива во музика. Па дури и симфониска, па дури и џез музика, која што е да кажеме дали многу комплексна, па може да биде и апстрактна. Така да нема потреба од никакви ограничувања, никакви така наречени елитистички размислувања во тој правец, бидејќи тоа се само прави ограничување и тоа прави затварање на социјалниот, општествениот момент, баш така. Слободата е неопходна за уживање во животот, а музиката многу помага, бидејќи јазикот е универзален. И ние може да уживаме во музика од Африка, во музика од Кина и во норвешка музика. Исто така можеме да уживаме. Зашто да не? Па да. И уживаме. Мислам, да уживаме. се повеќе со присуството на џез оркестар во филхармонија. Супер, мило ми. Сега, интересно ми е дека често кај нас знаеме да кажеме македонската публика не сака културна музика. Македонската публика е ваква или онаква. Меѓутоа, од Македонија доаѓаат многу големи музички имиња, голем дел е еден Симон Трпчевски, исто така е од Македонија и свири нели класична музика, па знае да настапи, да пренесе нешто наше таму или да донесе нешто од светот тука. Понатаму Лепи Сол се од кај нас во Југославија биле величини кои што така е. Баш правеле некој рок-н-рол пристап имале или рок џез или како и да е насоката точно. Меѓутоа, ние имаме, во филмот, гледаме дека правиме исто сериозни чекори напред, пари немаме, значи публиката да не ја бива. Дали македонците сакаат култура, дека не се вложува доволно, тоа знаеме, ама сакаат ли, бараат ли македонците култура? Од твоето искуство, не сам, мислам, македонската публика тука што не слуша, што не гледа. Мислам дека да. И публиката е гладна за убави случувања. Јас гледам по себе. Сакам кога ќе се направи добар филм. Кога ќе видам добар филм, и супер, браво. И кога ќе тој филм ќе постигне интернационални успеси, нели, Оскари, Санденс, нели имаме ситуации со Иван Унковски, со Медена земја, пред тоа нели Милчо Манчевски и други режисери исто така имаат огромни успеси на интернационалната сцена и тоа е фасцинантно, значи се случуваат работи и мене ми е многу драго и сигурен сум дека и на огромен дел од популацијата во Македонија им е драго кога ќе се случи такво нешто. Апсолутно. Георги ги зема сите награди сега, па ќе видиме до каде ќе стигне, нели, со Диџеј Ахмет. Баши музички. Да. Од аспект на музичка култура, бидејќи како што кажавме преска, нели, универзалноста на јазикот дозволува како медиум да биде представен било каде. Да. И да можат луѓето да си го слушаат и да можат и да посетуваат концерти без јазични бариери. Па во парк, ако се дојде, например, на настапите на филхармонија, не може да се најде место ако не си дојдеш по на време, значи ќе седиш подалеку вака да гледаш, ама сакам да кажам гужва е. Имавме сега кога настапува Каролина Кирил Џајковски слично, тоа беше настан нели корпоративен, меѓутоа паркот беше преполн. Мислам дека и самите нели поснема пиво на 100 години Скопско. Мислам дека и самите не очекувале толку луѓе да дојдат. Така што да, треба и финансиски да се поддржи културата малку повеќе. Секако, добро, тие и ние да си плаќаме карти. И тоа е поддршка. Тоа е новото ниво на развивање на самосвест. Да. Како уствари е возможно да се одржи еден тип на култура или субкултура, она што се вика underground, кое што преска зборувавме дека има еден куп
млади бендови, музичари, пеачки, уметници кои што се занимаваат со музика, кои што немаат платформа реално како и каде да се промовираат, а ако направат некаде, не знам, некоја свирка, некој концерт, треба да се поддржи со купување карта или со купување CD, со купување музика, со некаков тип на донација за да може да се стимулира тоа, за да може да постои. Инаку кај нас публика има, култура има, се случува, дали мејнстрим, дали андерграунд, меѓутоа реално многу мал број на луѓе успеваат да навистина да се занимаваат со тоа професионално и да можат нормално да живеат. Тоа е навистина мал број на луѓе и тоа Ако е жално. не гледа некој млад што сака да се занимава со музика и веројатно е тоа трнлив пат за секого. Мислам, се е трнлив пат, да се разбереме кај нас. Ама, што би му препорачал вака од оваа перспектива на веќе искусен во твојата област? Па, не знам што би можел да препорачам. Можеме преку некакви паралели тоа мене што ми се случувало, како мене ми реагирале луѓето во минатото. Се сеќавам, имав, мислам, еден пријател, Бојан Груновски, на самиот почеток кога почнавме да свириме, еден прв концерт што го имав како клавиатурист во Сет на времето во средна школа, со джез групата Сет. И Бојан ми кажа, вика, да знаеш, вика, во животот понатаму, вика, ќе има најчесто луѓе кои што ќе ти викаат дека не може ова да го правиш, дека ова не е добро, дека ова не чини. И повеќе од 90%, може и уште повеќе, ми кажат, вика, ќе има луѓе кои што ќе го негираат ова што го правиш ти и кои што ќе бараат начин како да те спречат во ова да го правиш ти. И за жал така е. Да. Така да ако нешто би му препорачал некому, секако мора да биде искрен пред сам себе си, нема фолирање во оваа работа. А ако си е искрен и ако стварно сака тоа да го прави, треба да си го прави, да си ужива во тоа што го прави, и ако е добар, и ако сака да го прави тоа, ќе мора да се вложи интелектуален напор и да најде начин како тоа да го пласира некаде и за да може таа енергија да постигне ниво на медиум за да може да се сподели, пошто тоа е енергија која што врие, ако не се сподели со никој, може да се претвори во фрустрација. А ако се сподели со публика или со било каков друг медиум, со други слушатели, навистина е прекрасно чувство. Така да би им препорачал на сите да уживаат во тоа што го работат и никако да не се ограничуваат. Да не си задаваат одредени стандарди, дека мора вака, мора ова, мора она. Напротив, нека прават се што мислат дека треба да прават и нека си задаваат задачи и цели и нека си фантазираат, нека си праќаат вектори во еднината, ќе ги чекаат таму и ќе имаат фантастични работи. Супер. Ова е школа, мислам дека. Слушајте и може да се е возможно. Очекуваш ли ти со оглед на тоа што во даден момент одбираш да бидеш диригент, работиш во филхармонија, предходно веројатно си свирал многу долго време и класична музика, джез музика, очекуваш ли ваква популарност кај нас? Затоа што сега овој период на вистина имаш популарност која што ретко кој музичар може да ја достигне во Македонија поради ниското ниво на информативни програми за култура, например, меѓу другото. Не знам, ако мислите дека сум популарен, тоа може би супер е за публиката. Драго ми е ако имам таков статус. Јас не се доживувам како некој многу популарен лик. Мислам, се уште имам чувство на... Повеќе ми е чувството дека сум инкогнито, отколку дека сум јавна личност. Такво е моето чувство. Сега тоа ќе го смениме. Не се шегувам. Не знам што да кажам на оваа тема, бидејќи јас мене никогаш не ми била целта да станам популарен, него ми е целта да се занимавам со тоа што сакам да го правам. И сега, бидејќи оваа констатација стига, да, јасно ми е дека сум активен, дека сум на сцена веќе подолго време и ме има често. Меѓутоа, тоа мене ми годи затоа што ја го правам тоа што сакам да го правам. И уште повеќе ми годи тоа што публиката тоа го препознава и заедно си се радуваме
и си се зезаме на концерти, па еве знаме да кажам некоја глупост, па да се насмее публиката. Зошто Така да не? Ако е ова популарност, да, уживам во овој момент, така е. Супер, така и треба да биде, треба да се ужива и треба да имаме повеќе популарни личности што доаѓаат од тука. Мислам дека тоа е најдобра мотивација, меѓу другото затоа и почнавме да го работиме ова, за да представиме луѓе кои што го имаат детството или животот тука, сличен како тие што нас следат и едноставно успеваат со работа, со посветеност, може и не е толку невозможно од Македонија нешто да се направи. Ништо не е невозможно. Еве ти настапуваше во Бамберг, тоа веќе го спомнавме повеќе пати, меѓутоа веројатно не си го очекувал тоа можеби во првите чекори кога си ги правел во средна факултет. За мене најнеочекувано беше кога го направивме проектот со Дерих Меј и со Македонска филхармонија во Охрид. Месец дена после тој концерт, да јас бев тогаш студент на Академијата за диригирање. И јас како студент, месец дена после концертот со Дерик Меј, имавме концерт со Фландерс Симфони. Потоа имавме концерт во Париз со оркестра Ламоро, па потоа имавме концерт во Мелбурн со Мелбурн Симфони оркестра, кој што е А класа оркестар. За следната година да имаме концерт во Детройт со Детройтскиот симфониски оркестар, кој што е врвен светски оркестар, со кој што има и Симон Трпчевски настапувано, и со Мелбурн, и со Детройт Симфони. Потоа имавме и концерт во Лондон, во Ројал Фестивал Хол, мислам тоа е... Во тој период, тоа ми беше малце онака, викам, чекај, дали е ова возможно. Ама бев спремен и немав чувство на инфериорност по тоа прашање, напротив, супер ми беше да го правам тоа и супер беа тие концерти и беше све навистина фантастично. А што ти е сон, цел, например, сакам таму да настапам со тој, имаш нешто такво кое што се уште не е достигнато? Како дете, кога почнав да свирам хорна, желба ми беше голема да свирам со Берлинска филхармонија. Поздрав до Берлинска филхармонија, ако некој ги знае. Поздрав до Берлинска филхармонија. Во меѓувреме, нели, јас почнав да учам и диригирање, а и пред тоа многу слушав музика која што е снимана од Берлинска филхармонија. Тоа е навистина еден супер оркестар, можеби најдобриот оркестар или еден од најдобрите оркестри кои што постојат, нели, на планетава, и да, би сакал да се случи еден концерт со Берлинска филхармонија, да се појавам јас, да диригирам моја музика, па дури и пред некој ден, мислам, кога бевме во Бамберг со Франческо, направивме муавет и баш он спомна, вика, да направиме концерт со Берлинска филхармонија. И ме гледа, вика, ама они се многу конзервативни. И вака ме гледа, па и Бамберг се конзервативни, а пак го направија концертов. Така да се е возможно. Така да и се прави муавет, не дека не. И тоа ме радува. И да не се случи, драго ми е дека се прави муабет за тоа, дека е возможно да се случи. Ние да го исечеме ова, да им го пратиме на мејл преведено, па ќе видиме. Не, ако го видат ова, готово не зимаат сите 100%. Да. Обавезно, пошто многу не гледаат нас од Берлин, како што знаете. Може македонци во Берлин, ама тоа е тоа. Не се знае кој ќе слушне. Така? Ама мислам дека подобро на универзумот што му пративме порака, па може ќе врати со тоа, па ќе те викнеме повторно тогаш. Кажи ми, дали има некој музичар кој што конкретно влијал на тебе како покрај твојот татко, затоа што тоа нема тука бегање, нели, дома кога се живее со инструментите, на твојата музика, на твојот израз, некој музичар кој што ти вршал влијание на некој начин? Па не е тоа еден музичар, не е еден композитор, него тоа се... Во оваа комбинација сигурно, ама... Тоа се безброј, мислам, навистина многу, тргнувајќи од народната музика, нели, староградска, фолклорна музика, македонска, босанска, српска, бугарска, романска, турска музика, па и грчка музика, зборам што е фолклор. Тоа е основното, како почнав да свирам ја музика. Па татко ми ме учеше да свирам валцери, јужноамериканска музика, па некои руски, не знам, некои стандарди джез, нешто што знаел. Па потоа, нели, потоа почнав да свирам гитара. Дивља јагода, Црвена јабука, Плави оркестар.
за брзо да напредувам, па почнавме со другари ми да слушаме Pink Floyd, уште во основна школа, имаше плочи. Pink Floyd, Kraftwerk, Да. Led Zeppelin, некакви чудни комбинации, викам што е ова. Ама слушавме и се откачувавме. Така да сите тие, и потоа нели кога почнав да учам музичко школа, кога започнав во филхармонија да работам, кога се запознав со најдобрите дела од историјата на музиката, со најневеројатни композитори, Чајковски, Рахманинов, Шостаковиќ од русите, Брамс, Бах, Моцарт, Бетовен, од германците, од французите, Дебиси, Равел, Мануел де Фалја од Шпанија и така натаму и така натаму. А джезери? Е тоа, значи тоа е тој свет класичен. Во одреден момент добив една плоча Kind of Blue од Майлс Дейвис и тоа ми е прва плоча која што ја слушав како џез музика и тоа онака што е магија неверојатна, нешто што го нема како естетски и како енергетски пристап го нема во ниедна друга музика. На таа плоча навистина го има многу и така влегов полека во тој свет. И тоа беше супер фантастично. Во меѓувреме почнавме и рок-н-рол да свириме со другарите, нели гитари, гаражи. Бендова везна. Да, бендови. И се слушав музика секаква од најмејнстрим рок-н-рол и поп, па се до она што е андерграунд. И сите тие имаат влијание врз мене како музичар. Мислам, секако дека имам хайлайт на одредени композитори, да речеме Густав Малер ми е супер композитор, кој што долги години и односно во негово време бил окарактеризиран како кич композитор, кој што нели прави така наречена лесна музика, која што музиката да публиката да ја препознае, меѓутоа денес слави како еден од најголемите композитори на сите времиња. Апсолутно. И многу е смешно дека често така се вика ако публиката нешто сака, тогаш е кич, не мора да значи. Да. Од она што е поново време Radiohead нели како бенд стварно има огромно влијание врз мене. И не само врз мене, него врз една огромна генерација, неколку генерации на музичари кои што се занимаваат со музика, и џез музичари и музичари со електронска музика и рок-н-рол што свират имаат огромно влијание. И Pink Floyd, Led Zeppelin или Beatles да не преме муабет. Направивме еден муабет на темава пред да дојдеш и сакам малку да го начнеме. Секогаш тие кои што успеале да ги фатат златните години на Скопје, истото ги прашувам. Крајот на 90-тите, почетокот на 2000-тите години, Скопје станува на некој начин центар за андерграунд музика, електронска музика, значи доаѓаат од буквално од цел Балкан тука. Нешто што сега го немаме и тоа ми го докажа еден соговорник во бројки, колку помалку дискотеки имаме и ни тие не се полни. Колку влијае ноќниот живот врз, да кажеме, еве музичарите, затоа што нели ние ќе излеземе, ќе слушаме музика, за нас е тоа, ама веројатно за тебе како музичар тоа може да ти отвори пристап кон некои нови светови, а сега гледаме дека, мислам, докажано е дека генерација Z помалку излегува на тој начин да оди, не знам, на журки и слично, повеќе да кажеме вечерање или прошетки така натаму. Па, мислам, очигледно е дека, нели, технологија, мобилни телефони, интернет и ајде да кажем да не звучи грубо, само задоволувањето преку мобилен телефон на добивање допамин, серотонин и такви, нели, лачење на хормони, доволно е за да човек се осеќа комотен и некако, окей, ми се случи и убаво е ова све, меѓутоа тоа на долгорочен рок, мислам, сигурно прави проблем. Веќе се констатира дека навистина проблеми и веќе има генерации нови деца кои што имаат и нови болести психолошки, кои што излегуваат баш од користење на мобилни телефони, премногу игрици, компјутери и такви работи, така да набрзо тоа ќе стане сериозен проблем. Тоа го гледам и јас. Мислам дека ќе биде сериозен проблем. Да се навратам назад на 90-2000-те години, ние сме зависни од размена на енергија. Зависни сме од гушкање, зависни сме од
разговор. Едноставно промена на енергија. Тоа ни е неопходно за да ние можеме да функционираме, бидејќи сам човек колку и да си ти, не знам, супер свесен, супер разумен, да може сам да си се откачуваш, едноставно џабе е тоа се ако немаш со кој да споделиш. Така да во тој период 90-тите години и раните 2000-ти години Скопје беше како, па ја направивме на паралела како Њујорк не беше. Баш во тој период 2002 бев во Њујорк на едно патување и окей, супер е ова, Скопје е топ. Да, само што е ова огромно, ти треба 2 сати да стигнеш од едно друго место. А тука одиш на едно место, на друго, на трето. Искачаш у 2 сати од Сабајле дома, си се наоѓаш со другарите и си цепаш до и си возиш. Па, не, кој како може. Да. Кој какви услови има, каков ангажман, какви одговорности, снели секако. Меѓутоа, тоа беше фантастичен период во Скопје, кога стварно вриеше градот и доаѓа баш така луѓе од околните соседни држави и градови да доаѓаат во Скопје да се журкат и да се забавлjaат. И не било луксус, мислам дека тоа доста влијае на напротив. Нели целата таа појава на млади луѓе кои што доаѓаат да се забавуваат, затоа што сега сепак ценовно не е достапно баш за сите да излезат редовно, да излегуваат, да се дружат. Мислам дека тоа е една од причините, но и тој момент дека ние сепак се уште сите се достапни, се уште може луѓето да излезат на исто место каде што ќе излезеш ти, каде што ќе излезе некој кој што не знам, се занимава дали со музика, со филм, значи не е така ограничено, не е како во Њујорк тешко достапно да стигнете некаде. Да. Мислам сега ти може си бил таму во музички кругови, не знам, ама верувам турист да отиде, различно ќе биде отколку тука. Тука буквално има простор за секого. Секако, муабетот дека политичката ситуација која што ја иницира економската ситуација, па економската ситуација ја иницира социолошкиот пристап, сето тоа ги стега луѓето и ги тера да седат дома. Нормално не може да отиде да купи пиво 200-250 денари. Тоа е малце не е нормално ако, мислам, зборувам за наши услови, 4 евра е пиво по светов. 4 евра пиво е кај нас во Скопје, тоа е малце скапа цена за некој што зима плата од 500 евра или 600 евра. Така да млад човек само што почнал толку зима. Не ги разбирам многу добро тие, ајде да кажам, политички, државнички уредувања, меѓутоа од аспект на јас како организирам настани и колку е тоа комплексно или лесно, мислам, знам дека е возможно да се најде модел и начин на функционирање на државно ниво, за да, покотоа дека сме мала земја, кај што имаме и природни богатства, и предпоставувам дека не е толку комплицирано, за да може да се направи да функционира, да биде супер за сите. И сега ние затоа што сме во основа голем дел во ЗМАј сме економисти, со желба да ја поддржиме и културата и сите други гранки образованието, особено тие две кои што се многу битни да се развиваат. Правевме некои анализи, разгледувавме кои се моделите за финансирање на култура во светот, кај нас и слично. И имаше една интересна, не е равенка, туку интересен концепт кој што вели ако економијата е многу силна, како да кажеме во Америка, тогаш има простор културата да биде финансирана од страна на бизнисот. Нели, бизнис ангелите го спасуваат, Бродвеј, ги слушаме сите тие приказни, сето тоа супер звучи, има луѓе кои што би платиле многу пари за култура и на тој начин се финансира. Меѓутоа во економија каде што кои што се мали како нашата и каде што се посиромашни луѓето, културата, затоа што секаде има едукативна улога и еманципаторска, треба да ја финансира државата многу повеќе, во поголем сооднос. И дека не треба да се зема, например, како пример во Германија, како се финансира, или во Америка, туку треба да размислиме за наш некој модел. Колку е битно државата, не дека таму не поддржува, апсолутно поддржува со многу милиони и милиарди култура, филм и слично. Меѓутоа, колку е битно кај нас државата да размисли малку во насока на финансирање на културата. Не е само во поглед дека треба да има тој еден конкурс што го има и тоа е тоа, туку многу повеќе.
Значи, колку културата може да не подобри како луѓе, да не направи поблиски, да кажеме, и економски ќе не освести ако ние сме поедуцирани. Секако, кога ќе се каже зборот култура, тоа е за мене начин на живење, кој што ни е неопходен за да постоиме, нели, на овој свет. Секако државата, нели, владетелите, тие кои што го уредуваат системот, ја имаат моќта да го направат тој систем да биде функционален, да биде достаплив за сите, за да може секој да функционира со своите идеи, желби и потреби. Така да во нашата држава постои, нели, тој фамозен годишен конкурс, кој што, па да, фамозен е бидејќи според мене моделот е комплексен, кај што, не знам, се создава одредена комисија од, не знам, 5 луѓе, кои што треба да одредат за се што е поврзано конкретно со музика во државата. Значи, тоа е невозможно. Како можат тие 5 луѓе да одредат се што е квалитетно да се поддржи во државата од сите жанрови? Невозможно. И за класика, и за джез, и за рок-н-рол, и за андерграунд, и за електроника, и за, не знам, нови правци, нешто. Мислам, тоа е невозможно. Гениалци. Не, Треба да бидат, или така, не знам. Невозможно. Исто така во сите сфери, и за филмот, и за танц, и за нели за сите уметности. И е навистина комплексно како и е според мене погрешен тој пристап, бидејќи колку и да некој е добар во тоа, може да биде одбиен едноставно, бидејќи, не знам, немал врски, или не излобирал добро, или па не го напишал добро проектот. Така е, Да, апсолутно. значи, секако дека, нели, тој основен интелект мора да се има за да може да се пополни апликација. Меѓутоа понекогаш тие апликации се нема да кажам неразумни, него се бараат толку многу исцрпни информации за да може да се реализира тој проект. Например, да речеме, ние со Оги на времето аплициравме исто така за многу проекти за да направиме од кога ни се деси тоа со Дерих Меј, меѓутоа не успеавме да добиеме поддршка, бидејќи Затоа ќе си одите во Бамберг, па во Париз, па во... не успеавме да добиеме поддршка, бидејќи за реализација на таков тип на проект потребно е минимум 1 година од кога ќе се добие проектот. За да може да се реализира проектот, треба 1 година однапред, за да може да имаме некаков тип на финансиска сигурност, барем еден дел, за да може да се развива проектот. Не може ние да дознаеме во март месец дека ќе добиеме, не знам, средства 20% од буџетот на целиот проект, а во јуни или во мај месец да го реализираме проектот. Тоа е невозможно. А треба да ги најдете 80% од средствата. Тоа е невозможно. Сала, да речеме, музичари. за поедноставни, помали проекти, кај што, не знам, сам човек треба да отиде да отсвири, да направи нешто, тоа е разбирливо. Меѓутоа за големи проекти тоа е многу комплицирано. Мене ми се допаѓа... За апликации, ChatGPT не се. Да, сега ChatGPT ќе помогне. помогне. Ми се допаѓа моделот во Франција, кој што го имаат за поддршка и Тоа стимулација сакам на... да прашам како е надвор. Да, во Франција имаат супер модел на стимулирање и поддржување на музичарите, каде што музичарите, односно сите уметници, се поддржани врз основа на тоа колку тие се активни. Што е навистина супер показател. И јас како паралела овде добив едно писмо да дадам своји предлози што не е добро во годишниот конкурс на Министерството за култура. Конкурсот е окей, нели се аплицира, како и секој конкурс аплицираш за тоа што меѓутоа не се прави евалуација пост конкурс. На успешноста. Секој ќе направи проект, окей, ќе им однесе документа, еве волку се потрошиле пари, ние направивме еве плакат, тоа е тоа. Меѓутоа што навистина се случило, колку публика го видела тоа, какви има ревјуа после тоа, не се и какви се евалуациите реални, истата комисија треба да направи евалуација на сите проекти и да се види, чекај, ова беше навистина добро. И овој со волку пари малку, види што направил, види овој со многу пари, не направил ништо. И така можеби ќе може да се изнивелира, односно да се избалансира и да се стимулира тие кои што работат навистина многу и сакаат да работат, да се стимулираат да работат уште повеќе. А тие кои што не изработиле добро, да се запрашаат, чекај сега следниот пат ако аплицирам,
ќе треба да биде пак ќе ме одбијат или ќе треба да се спремам за да го направам тоа подобро. Да. Во Франција, На поправен. во Франција да речем имаат еден супер модел каде што ако во текот на една година бројката не мора да биде, не знам, ако имаш 40 настани во текот на годината. 40 настапи, концерти, авторска музика, дали е во клуб, дали е во концертна сала, дали е снимање во студио. Сите тие работи се запишуваат и тој е еден сектор кој што го води тој дел, гледа дека ти си активен и гледа дека имаш некаков тип на заработувачка од тоа кај што можеш да функционираш. За да те стимулираат како креативец, тие се спремни наредната година доколку ти одлучиш да не се занимаваш сега со концертна активна дејност, туку ако сакаш да се занимаваш со креатива, тие се спремни истите пари кои што ти си ги заработил претходната година во тие 40 или 50 настапи, колку, не знам, 30 нека бидат, да ти даде финансиска помош за да можеш ти да можеш да се развиеш својата креација, да можеш да ја имплементираш во еден супер правец. Многу интересно затоа што уметникот успеал 40 пати да собере публика, макар и свирал нешто друго. Да. Знае што сака публиката, ја познава, еве ти пари, ајде сега создади нешто Така е, наше практично, така. На оние секако што им оди, што не им треба таква помош, Да. што си има концерти пуни 100.000 луѓе, не му треба таква тип на помош. Меѓутоа За во младите Франција, е супер тоа. да, дефинитивно во Франција конкретно има сцени многу и многу широк диазепам, што би рекле другари од Диазепам, К15. Широк диапазон и сфери на различен тип на сцени кои што функционираат, кои што не се мега популарни, меѓутоа доволно име се чувствуваат комотни и си уживаат во тоа што го работат, имаат публика и едноставно државата си постои и си функционира на едно супер ниво. Така да, Добре, ова ако подобро широк диапазон на сцени отколку диазепами кај нас што се пијат многу, така што може музиката и така ќе не подигне, ќе ни помогне малку да си пребродиме све. Секогаш ни помагала. помага музиката е лек, единствен вистински лек За душата. За душата, па да, баш така. Така е. Сега затоа што полека мораме да привршуваме, не дека не имаме уште муабет, мислам дека апсолутно повторно ќе мораш да не дојдеш во некоја следна сезона. Со задоволство. После Берлин обавезно, значи тоа веќе е договорено. Ама кажи ми што е следно, односно што и каде ќе можат луѓето да слушнат да те видат следно, затоа што ова се што раскажавме, не можам ни да претпоставам искрено. Следно имаме едно снимање во Луксембург со Луксембуршката филхармонија, која што ќе биде за инаугурација на новиот Гранд Дюк на Луксембург. Така да тоа ми е следен проект кој што го работам сега баш во јуни, треба се случи на почеток на јуни. А потоа ќе работам на веќе сум влезен во процес, работам на оркестрација и аранжмани за проект со Националниот џез оркестар и Шеун Кути, синот на легендарниот Фела Кути, концерт кој што ќе се случи во Охрид ова лето. Така Сега за таа проба те прекеме? Не, сега имаме сега одам на проба, свириме на еден јубилеј на компанијата ТАФ, бевме поканати да настапиме. Така да вчера цела вечер ги правев аранжманите, оркестрациите, затоа сум малце вака поспан. Ама завршив, направив се, така да сега одам на проба. Така тоа се случува сега во петок, тоа е корпоративен настан, за жал, публиката нема да може. А може и ќе може устари, не знам како име. Не знам како име планот, Не ќе знам си како кажат. име, не знам. Така да тоа е сега што се работи во петок и потоа во Луксембург. Супер звучи. Потоа во Охрид и во Скопје нормално уште неколку концерти со младите џез музичари. Ке имаме со Националниот џез оркестар, мислам дека во јуни некаде на почеток ќе се случи концерт каде што главни протагонисти ќе бидат младите џез музичари од Македонија. Па после кога ќе дојдат они ќе викате еднаш отидов свирев со Џија Немин оркестрираше. Да, турнеја некоја се спомнува во Хрватска, исто така Супер. Сплит, Нови Сад, концерти со Биг Бендот, така да активно. Активно и многу работно. Драго ми е што дојде денеска.
не зборнавме премногу за технологијата, ама тука се зборуваше за музиката и енергијата што ја пренесува и не сакав тоа воопшто да го никако да го попречиме. Меѓутоа, интересно ми е дека уметниците кај нас многу работат. Минатата епизода со Тања Кочовска исто така ја фативме меѓу проби. Тебе исто така заврши концертот со К15, сега турбо проби и многу други настапи и ангажмани. Така што работете и ние сме тука да ве гледаме и да ве промовираме. Фала многу на поддршката. Без вас, чабе, ова све што правиме ние... Не би рекла. Па не, на вистина. Ама така да го завршиме. Па да, медиумот. Фала.